Наместо спорт и студенти со години прашина, отпад и запуштеност. По речици 2 децении салата при УКИМ ќе види светли денови, барем така ветие властите. Министерот за спорт, ректоратот и представници на Универзитетското студентско собрание денеска го означија почетокот на обновата на објектот, кој долго време стоеше надвор од употреба и без собственик. Ристовски најави дека салата ќе биде пуштена во употреба до крајот на оваа година. Најпрво оваа сала која што била направена во тоа време нема машинство, апсолутно никакво машинство, нити грејење, нити ладење, така да ќе направиме тој дел комплетна санација на внатрешниот дел, комплетна санација на дворешниот дел. Од ова што гледате ќе остане само постоечкиот под. Првиот договор за салата е направен во 2007 година. Проектот со години беше проследен со проблеми од административни дозволи до изведување на градежни работи. Во 2017 година изградбата ги чинеше граѓаните 2,5 милиони евра, но во објектот никогаш не беше одигран ниту еден надпревар. Во меѓувреме салата со години стоеше запуштена и оставена без надзор. Дел од инсталацијата е украдена, прекинувачи, штекери и клими, а внатрешноста е сериозно оштетена. Денеска објектот има пукнати ѕидови, урнати кошови и скршени прозорци, додека машките и женските соблекувални се претворени во плодна почва за пикавци. Во изминатите година и половина институциите работеа на решавање на правниот статус на салата, која конечно премина во собственост на универзитетот. Паралелно беше изработен и нов проект, како и ревизија за обновување на градежната дозвола, која беше истечена пред повеќе од една декада. При упис секој бруцош на УКИМ плаќа такса за спорт и спортски активности, но тешко се гледаат конкретни придобивки од тие средства од прашината, кои денеска им пречеше на присутните во салата. Иксата, тоа е таксата што ја плаќаат студентите во подолг временски период, формира посебен фонд на универзитетот, го викаме фондови Икса, кои што се наменети за повеќе намени. Значи, со правилник на универзитетот, усвоен и од страна на Сенатот и од ректорската управа, средствата се распределуваат по определена програма. Еден дел од тие средства оди за спортски, културни активности и други манифестации. Еден значаен дел оди за програмата која што реализира Универзитетското студентско собрание. Еден дел од тие средства оди за комуникацијски центар на универзитетот, порано беше Универзитетското радио. Еден дел оди за студенти со посебни потреби. За реконструкција на салата, Министерството за спорт издвојува 54 милиони денари. Овој објект дели слична судбина со двете згради при кампусот на УКИМ, кои беа оставени незабот на времето. Неодамна беше одлучено дека ќе се доградат и ќе припаднат на студентите на Финки. Дотогаш финкашите и понатаму ќе собираат солидна километража на дневни чекори, бидејќи се принудени да следат предавања во различни факултетски простории, бидејќи немаат свој. Габриела Лескова, Сител телевизија.